Денешната пресконференција свикавме по повод изјавите од поглаварот на ИВЗ, кои што се дадени за албански сајт. Вчера беше објавен само дел од неговата изјава. Самата изјава на поглаварот на ИВЗ сама за себе е штетна, опасна, меѓутоа ако ја погледаме изолирано, можеби не е толку страшна, но ако ја погледнеме како продолжение на активностите кои што ги преземат екстремните албанци во последниот период, тогаш доаѓаме до незиното уште поголемо кумулативно значење. Во оваа прилика само ќе потсетам на неколку активности од страна на екстремните албанци. Пак ќе кажам екстремните албанци, не сите албанци, се надевам дека не сите албанци се согласни со овие работи. Пред една година беа амнестирани терористи кои што се изживуваа врз невино население. Пратениците од ДПМН гласаа за поставување на грандиозен споменик на Хасан Приштина. Не може да се направи попис во државата. На стадиони, во спортски сали се виорат антимакедонски транспаренти долги по десетици метри. На разни собори се палат македонските знамења, како например во Гостивар, Струга, Тетово, Кичево. Насилно се менуваат табли на училиштата кои што до денес останаа такви. Хулигани дивеат и кршат излози на македонски продавници во Гостивар. Од страна на официјални државни функционери се положуваат цвеќе на споменик на УЧК. По фасадите се пишуваат графити "Добре дојдовте во Албанија" и никој не презема ништо. Официјални општински веб сајтови екзистират само на албански јазик. На територија на Република Македонија е отворен музеј на УЧК. Низ цела држава на најразлични поводи се поставуваат албански знамења. Експанзијата и максимумот го видовме токму последните неколку денови, кога северозападниот дел од Македонија беше подцрвенет од албанските знамења. Се менуваат имиња на улици и се стават имиња на албански балисти. Во дебарските училишта под зидовите се пишуваат пароли "Еден јазик, еден народ, една држава, една територија". Нормално никој не презема ништо. Во Македонија се открива споменик на борец на УЧК качен на тенк на Арама. Прославата за денот на албанското знаме сама за себе зборува повеќе од што треба. Како последна активност во низата нови активности, кои што предмалку ги набројав, е изјавата на Сулјеман Реджепи, поглавар на исламската верска заедница, кој што ќе се обидам да ја парафразирам. Тој тврди дека обединувањето на албанските држави е Божја волја, дека обединувањето на албанскиот народ на сите нивоа ќе стане реалност, Албанија ќе има единствена граница и дека ИВЗ со сите своји капацитети е подготвена да придонесе за националната кауза и да одговори на секој вид на повик во насока на обединување на сите Албании, бидејќи било неприфатливо албанците да живеат во 5 држави. Сулјеман Реджепи и пред неколку години, конкретно во декември 2010 година, го поздрави еден од председателите на една нова националистичка албанска партија, честитајќи му на неговите заложби за кантонизација на Македонија, според кој што Македонија треба да биде поделена на 3 кантони: албански, македонски и мешовит. Значи, ова не е негова прва изјава во поглед на територијални аспирации кон Република Македонија. Како што кажав, ако ги гледаме изолирано, сами за себе овие активности се опасни и ретроградни и штетно се одразуваат во меѓуетничките односи во Република Македонија. Но кога ќе ги погледаме како една планска, одна предсмислена активност, тогаш доаѓаме до нивната вистинска тежина. Затоа и ние, македонците, со право треба да бидеме загрижени и не треба да ги преспиваме ваквите изјави, бидејќи оваа изјава не ја дава било кој, туку ја дава поглаварот на исламската верска заедница, каде што членуваат сите албанци во оваа заедница. Понатаму, оваа изјава представува и кривично дело, загрозување на територијалната целина на Република Македонија, и ја повикуваме Гордана Јанкуловска, но и премиерот да не се кријат и да излезат јавно да кажат нивно мислење и воедно да преземат мерки во врска со ваквите опасни и штетни изјави. Исто го повикуваме и јавниот обвинител да ги преземе потребните действија. Доколку Груевски и Јанкуловска се кријат, тука сме ние македонските брнители. Иако ние сме разочарани, незадоволни и бесни од односот на државата кон нас, сепак ние не сме разочарани и бесни на македонскиот народ
и како што досега во повеќе наврати имаме кажано, и сега ќе ги повикаме ваквите вжештени глави да не се играт со оган, бидејќи можат да бидат изгорени. Ние македонските бранители, колку и да сме незадоволни, секогаш ќе се ставиме во служба на нашата татковина и сме подготвени повторно да ја одбраниме од навалата на велико албанскиот експанзионизам на Балканот.